Поскапувањето на дизелот или популарната нафта за 10 денари за литар и недостигот што деновиве се појави на пазарот, односно на бензинските помпи, предизвика загриженост, посебно кај земјоделците кои се наоѓаат во период пред старт на производствената сезона. Токму затоа во регионот можеше да се забележи трка од трактори и коли со туби кои бараат од вработените на бензинските да ги наполнат за да се обезбедат доволно количини резерви за долгата сезона, при тоа и да се заштеди некој денар пред покачувањето на цената. Суштинското прашање е дали сите земјоделци се снабдија со доволни количини нафта и како енормното поскапување ќе влијае на производствената сезона. Јас мислам дека ако не се активната намалее, барем за земјоделците, нафтата за обработка на земјата, нивите ќе останат непостојани, пролетта зима не може да почне. Тие со овие цени и со ова покачување од 10 денара, ама не е 10, него негде за 20-30 денара, нам тај качна скоро рече за 100%. Ние не може да влеземе со механизацијата во нивите. Не ставне право, ние го дадов хоризонт за 18 денари. Ние едва преживуваме да ги сервисираме основните потреби, а за обработка на земјата не доваѓа во обзир више со оваа цена. Фактот дека обработката на земјата преку орање, танирање и слично веќе започна, што значи дека нафтата е насушно потребна за тракторите и другата механизација, го зголемува притисокот на пазарот, што сигурно ќе има влијание врз цените на пазарот. Од друга страна, скапите горива ќе доведат голем број земјоделски производители дали да се впуштат во ризични инвестиции. Дотолку повеќе што откупните цени на поедини производи, како оризот на пример, се далеку под исплатливоста. Токму затоа, неопходна е стратегија во чие дефинирање ќе бидат вклучени примарните производители, преработувачите и државата со цел да се договори најдоброто решение. Се друго може да биде зголемен ризик во делот на намалено производство на храна, што и од глобален и од локален аспект е непосакувана опција.